ова прво линковско вклучување во кое што ќе актуализираме повторно една тема поврзана со нашето здравје, а тоа е патната аптека во екот на летните одмори. Совети во продолжение ќе дознаеме од нашата соговорничка Билјана Дупјачанец-Божиновска, магистер по фармација. Добро утро и пред се благодарам што ги отворивте вашите врати за нашата екипа, за да може на лице место да споделиме совети за важноста на патната аптека. Па ете, каква е нејзината улога кога патуваме и колку може да ни биде од помош кога имаме непредвидени ситуации? Благодарам за поканата. Ме радува што вака телевизиски ќе можеме секако да се обратиме и да дадеме стручни фармацевски совети, до што е она најпотребно да се земе во патната аптека. Секако мора да споменеме дека 90% од луѓето кои што патуваат точно знаат што им треба, меѓутоа понекогаш им е потребно малку да се посоветуваме и не само во тоа што треба да се понесе, туку и како да се грижиме за лековите и оние додатоци во исхрана кои што ги земаме со нас во на патување. Секако секој знаеме дека заштитниот сончев фактор, тука се средствата кои што се како заштита од убоди од инсекти, значи антирепелентите, и секако најчесто користените средства за нега на кожата, кои што е како средства после сончење, средства кои што се наменети или креми против убоди, црвенило или изгоретини, и секако да не заборавиме сите оние антисептици за повреда, хансапласти, фластери и во секој случај дигестивниот систем, односно заштитата од пролив, диареја, повраќање, и тука се секако пробиотиците, средствата за рехидратација и голем број други основни работи кои што треба да не се најдат како прва помош во нашата патна аптека. Во однос на луѓето кои што конкретно патуваат со автомобил до својата летна дестинација, како правилно да ги транспортираат лековите, останатите препарати со цел нивното делување да не се намали како последица на високите температури? Голем број има дел од додатоци во исхрана кои што бараат чување во фриждер, односно од 2 до 8 степени Целзиусови. Многу голем дел од нив се и пробиотици, па секогаш гледаме да избегнеме да овие препарати ги понудиме кога станува збор за патната торба, кое што треба да се спреми како аптека при патување. Заради тоа секогаш одиме да се препорачаат лекови или додатоци во исхрана кои што може да поднесат температура до 25 степени Целзиусови, и препораките е да се користат термоторби во периодот на транспорт, додека се патува во кола, автомобил или авион, за да едноставно се обезбедат колку толку сигурни услови за транспорт. Препораките е секогаш да лековите додатоците се чуваат во своите оригинални пакувања, заради тоа што самата блистер фолија или шишенце е дополнителна заштита не само од топлина, туку и од влага, затоа што голем дел од патувањата се и на места каде што освен топлина имаме и доста влага во воздухот, кој што може на некој начин да ја намали ефикасноста на терапијата. Дел од луѓето кога патуваат носат со себе во својата патна аптека и антибиотик. Дали е мит или вистина дека треба да понесеме антибиотик во овие ситуации? Мите, заради тоа што антибиотикот се дава исклучиво кога станува збор за бактериска инфекција. Во летните периоди многу често имаме вирусни инфекции, кога во својата патна торба пациентите го носат антибиотикот, знаат да посегнат по него и тогаш кога навистина тој не е потребен. Заради тоа секогаш велиме во патната торба антибиотикот не се носи, туку едноставно се носат можеби средства кои што се противвирусни инфекции, кои што ќе ги намалат симптомите, кои што делуваат на температурата, на болката или на слузењето на носот, на некој начин сите оние ринолитици кои што симптомот ќе го намалат, се додека човекот и луѓето не се обратат до амбулантите и до ординациите, доколку навистина станува збор за некоја посериозна состојба. Во однос на заштитата од сонце, колку време пред да дојдеме на плажа треба да нанесеме заштитен фактор и како да го реаплицираме во текот на денот ако сме нанеле во утринските часови крем за заштита од сонце? Дали потоа треба да користиме стик, спреј, бидејќи сега нели имаме секакви производи, или можеби да се користи истиот производ повеќе пати во текот на денот?
Така, најдобро е средството за сончење со заштитен фактор да се нанесе барем 15 на минути пред да се изложи телото на сонце. Најголем дел од овие средства се водоотпорни, што значи дека тие се стабилни доколку луѓето се бањаат, се сончаат, меѓутоа реапликацијата поготово во овие топли летни денови е потребно да се направи на секои 2 до 3 часа. Што ќе одбереме повторно индивидуално, зависно од тоа која површина треба да нанесеме. Ако е тоа само лицето кое што сакаме да го заштитиме, бидејќи можеби на другиот дел од телото користиме физичка заштита, тогаш добри се и кремите и стиковите, кои што се почесто се користат. А доколку станува збор за нанесување на цело тело, секогаш велиме зависи од возраста. Најчесто кај дечињата гледаме да користиме спрееви кои што се со физички филтри, бидејќи тие многу поедноставно се нанесуваат и побрзо. А во однос на тоа, повторно ќе напоменам дека секој има индивидуален пристап и желба. И спрејчињата, и лосионите, и кремите се подеднакво производи кои што се купуваат и секако препораките се на секои 2 до 3 часа да се реаплицираат за да имаме соодветна заштита. Во интерес на времето, само за крај на овој разговор би ве замолила да дадете совети доколку луѓето имаат стомачни тегоби, труење со храна, можеби диарија, што е тоа што како прв чекор треба да го направат за самите да си помогнат. Ние секогаш препорачуваме во патната торба да аптека да се има активен јаглен или адсорбенси кои што во случај на труење ќе делуваат сега и веднаш, односно ќе го адсорбираат се она што е штетно внесено и колку побрзо тие се земат, толку се помали ризиците од труењето со храна. Меѓутоа, во овие ситуации секогаш имаме пробиотици кои што препорачуваме доколку луѓето патуваат на подалечни дестинации каде што имаме голема разлика во типот на храна, да пробиотиците се земаат и се припреми телото барем една недела пред патување и континуирано да се земаат во текот на одморот. На тој начин се штити дигестивниот систем од сите вируси, бактериски и вирусни инфекции што може да настанат во текот на летото, поготово кога имаме ваква промена на исхраната. И кога станува збор на интензивно труење, освен активниот јаглен и пробиотиците, тука се доста важни електролитите кои што мора да се внесуваат редовно за да се рехидрира телото, кои што исто така се важни бидејќи со самото потење и сонце електролитите и доста се губат во летните периоди. Ви благодарам за ова исцрпно објаснување за гледачите на утринската на Тилма. Овде го заокружуваме нашето прво денешно линковско вклучување на нашите гледачи. Ќе им посакаме секако безгрижност во текот на летото, а патната аптека да остане само за превенција.